Добро вечер и оваа вечер на сите кои се решени да се насмеат со нас. Нова епизода која ви носи и нови возбудувања заедно со минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор. Одлична е за кондиција, верувајте ми. Нашите партнери се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак, вкусните меснати и сувомеснати специјалитети на месната индустрија Екстрамейн, производите на Арис кои секогаш ви ја гарантираат вашата чиста околина и незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски ако ги посетите. Кај нас тука никогаш не можеме да се пожалиме дека ни е здодевно, оти секогаш има нешто интересно. Секогаш. Еве на пример, кога ќе ти дојдат сметките за струја. Мене ми веле уште од мал. Што е твое, не се грижи, ќе си дојде. И еве, на вистина редовно ми доваѓаат сметките. Или кога ќе ги видиш најновите цени во продавниците. Леле, па народот денеска повеќе се крсти во продавниците отколку што го прави тоа во црквите. Порано пари имаше, ама немаше крадци. Сега рами еден куп, ама нема што да ти украдат. Да ми влезе крадец во куќа, срам ќе ме пати. Немам ни со што да го пречекам. Ајде да кажем, ако имам кафе, барем лесно е. Ќе испиеме кафе на рад, па после ако бара пари, ќе бараме низ цела куќа заедно. Ако најде нешто, слободно нека земе. Ситуацијата за никаде, ама важно оптимисти сме. Да, секогаш велат дека до крајот на годината ќе имаме невиден економски раст. И сигурно е дека ќе имаме. И сме имале, само што никој го нема видено, затоа е невиден. Сите сме за повисоко, нешто повисоко, а јас посебно. Да видам и јас како е воздухот таму горе малку, ќе прашам за тоа нашата гостинка вечерва, на која и не мора да ја кажеш стани да те види цела сала. Не, таа и кога седи сите ја гледаат, а кога оди, посебно, затоа што таа е една и единствена. Прва мис на Македонија, Вера Мештеровиќ. Ако случајно одвоите поглед од неа, тогаш видите и што ќе гледате вечерва во Нема љутиш. Легна, божем да право стомачно. И? Што и? Легна и заспа. Мис може да биде и модел и манекен, ама модел и манекен не може да биде мис. Четка за прање авто, превртајка, тракторска превртајка, превртајка за хула-хоп чарапе, дечја играчка превртајка. Теклуе? Тој кад се прави, прво се штрајкуе, бе, Ставре. Знаеш дека и ти имаш малце нешто у тој црпку. Од која знаеш, бе? Ракија е добра каде стара и домаќа, а жена е добра каде млада и туѓа. Са среќу нека, ајде. Значење, машала. А какви су? Еднојајчани или двојајчани? Ке ме уништи мене, ова е промена на време. И мене. Свако кошче ме боли. Не тај промена на време. Ово е со сад што прави тој напред-назад, оддава, одзима, што работи. Те синоќ, легна, божем да право стомачно. И? Што и? Легна и заспа. Па добре, де што има лошо? Туј е легна, јас и заспаја си, што е проблем? Ке беше лошо, сабајле, за малку. Кад се разбуди, место да ми се присака со жена у кревет, присака ми се сат и пол покасно. С колешко на работа. Па промена на време, викам ти, не сам ја крив. Ке ме уништи за никде. Неќе да те уништи тебе промена на време. Ја мислу тебе ке те уништи жена. Ако да знае. За добар хумор и понатаму е тука Нема љутиш. Ако не успеа доволно да ве насмеат со огромните ветувања овие денови, Нема љутиш ќе се потруди насмевките да останат на вашите лица. Мојата е тука вечерва и тоа дуво, затоа што сме во супер, одлично друштво. За прв пат во Нема љутиш ексклузивно првата мис на Македонија, Вера Мештеровиќ. Добро вечер, добро дојде, Вера.
Добро вечер, па куде сте бре људи? Куде не тръжи ти? Куманово. Ево Куманово на И по гости, ви Куманово, благодарам да. многу, ви ги поздравувам вашите гледачи. Еве, огромна чест и задоволство што вечерва еве заеднички ќе се дружиме малку. И наша И ќе се чест. смееме. Надамо се, посебно ми е задоволство kad ne pozdravi кој на наш кумановски покажа би оригинално, многу брзо учиш. Да Па, поседиш малце у Куманово, тука ќе те научимо за неделю дана има да па може? кът, куде, сък, све ќе биде Да. како Малко што треба. потешко пцување ќе во иде. Али ќе се научи тоа. Не, тој е најлако. Не, а тоа е најлако. Не. Ја кога ќе слушам тоа беше или поранешно на мис, не можам да сватам. За мене еднаш мис е за секогаш мис. Како председател на држава, нели? Председател и после кога И оди во стално да пензија. вика председател, Да, нели председател. па така. А зима си он заслужено пензiju, тако ли? После. Тако е. Еден мандат е председател 4 години, после се зима цело време, тој не е апанажа, така? Не, ама апанажу има во вие пратеници министри може да зема апанажу. Пријави се и зимав. Добро, значи преседник се зима после пензiju, така? Пензија се зима. Зашто не би могала една мис после се зима во пензија? Е добар предлог. Па, а што не би могло, така ли? А што не би могло? Национална пензија за спортисти, те овие политичари зимав, па може и мис да ни биде. Па, за Па не е прва лесно да мис е си убав. готова. Наша мис Не е лако да си убав, видиш што ли? не. Тут чути, ја не дай Боже сви да гледа во мене. Тоа е многу лошо. Скоки, само кога ти кажеш, ако е вера мис за Македонија, јас сум за тебе мистер, брат. Вера, ај кажи. Многу смешно, а? Смешка Ајде шо? што влечем. Бе, што ќе се соблачamo на плажу или Па нели сакаш да се смеем? Вера, кажи ни за тие времиња малку. Ти многу млада стана мис на Македонија, кога не се лажам на 16 години. 17. 17, Да, не на полни, или 17. тука околу се. Не, Веќе полни 17 и то ми со 17 и заминав на изборот, на светскиот избор за мис на Во свет. Индија беше тоа? Во Индија, да, бе во Нью Делхи, во Бангалор, на Сейшелски острови. И така беше едно убаво искуство, тогаш за среќа бидејќи сум пред тоа сум играорка и играв, го пропатував светов, па не би беше така нешто многу страшно да се снајдам. Некако се снајдов иако сама заминав на тој пат. Баш сама? Баш сама. Некако другите мисици има цели екипи со нив кои што ги пратат стилисти, новинари и така натаму, но ете, ние нашата земја нели секој пат некако кобуриме со тие средства околу што Ама да и ти се оди. прва, без искуство, Ама јас веројатно, на тој прва. план. Па искрено условно кажа, најде жал ми е што може би немало, тогаш се случи една, јас ја кажувам, една работа која што може би е подзаборавена, меѓутоа во тој момент ни јас не знаев, бидејќи кога настапив на изборот, јас носев лента со Македонија, меѓутоа титулот одоздолу одеше на телевизија како мис Југославија. Тогаш се уште Србија и Црна Гора беа заедно, не беа одвоени како држави, се уште беа под името Југославија останати. И јас се појавив, иако имаше представничка од Југославија, меѓутоа јас се појавив со титул Југославија, дали тогаш во тоа време бидејќи го имавме спорот со името со Грција и таа година за прв пат исто победи и мис на свет беше гркинка. Дали тоа некако имаше таа На место на работа виду ја. Знаете како, сега премногу коинциденции, ама ете, пак велам, може би да имаше некој тогаш со мене ќе го забележеше тоа и може би ќе можеше да се реагира веднаш тоа. Јас за жал дознав од кога се врати во Македонија и така ме нападна одма новинари, сега колеги, што е тоа што се случи, па не знам што се случило, јас Ти не можеш и да се движиш таму и да не представуваш и да гледаш што се случува во режија. И тогаш ете, исто така бев избрана во првите 5, каде што зошто потоа бев тргната, не знам. И така, ма Како тоа? Во први 5 беше, па потоа те тргна? Да. А не е имало логистику, нормално е кога ќе имаш логистику позади тебе, кога ќе стои некој нема да дозволи тако нешто се меѓутоа убаво беше, нашата земја навистина сум
горда и задоволство ми е што, еве сега ретроспективно можам да кажам, навистина добро ја фирмирав и бев добар амбасадор. Затоа што сите насловни страници, на сите насловни страници бев во целиот свет. Сите реклами за мис на светот почнуваа со мене. Таа една фотографија со полицаец од Индија и со мене, навистина го пропатува светот и сегде пишуваше Македонија, Македонија и со полицаец. Тоа е една голема афирмација за една земја да се слушне толку многу. Немаше прием, немаше хуманитарна некое случување кое што во склопот на изборот го правевме, да не привлечам внимание со самото тоа сите државници кои што од председатели така натаму видни личности од тие земји да не се заинтересираа за нашата земја, да прашат, и тоа навистина е нешто големо што Прекрасно искуство, така? Да. Многу Па убаво да, искуство. мене јас и пред да бидам дел од јавниот живот во смисол на мис и на манекенство и така натаму, бев балерина и така и почна да се појавам на телевизија, па бев играорка, малку кошарка и едноставно сцената не ми е страна. И тие учества на најразлични исто надпревари во друга конотација и со носија, и тоа ми било задоволство. Често пати знам да кажам и имаше наслови дека мисицата, опинците да ги замени со штикли. Ама и многу автограми имам поделено со носија, имам настапувано пред 100.000 гледачи, каде што за мене исто така е големо. Како играорка? Каде да, тоа како се играорка. Во Франција, во Дижон, има постои еден како традиција голем еден фестивал каде што има гледаност од 100.000 гледачи, една огромна арена. Дури ме избра со вардарска носија од тој дел да бидам за плакат на самиот фестивал. Со наша носија македонска, така да и тоа е едно дополнително за целиот фестивал. Уште од тогаш се препознаени се некои вредности. Да, сакам да кажам, па тоа е после да речеме изборот за мис или така нешто. Да, јас никој пат не сум се срамела од тие мои дополнителни хоби како нешто некој што кажа или дека носија, не, напротив, јас Зошто да се срамуваш? Тоа е наше. Да се срамуваш? Не бе доказ за тоа во Франција дека и така може. Дека и така може да се биде на насловни страници, дека така и може да се биде на плакати од еден или фестивал и да ја представуваш на некој начин својата земја, а верувајте дека каде да сме билете и со играорна во прилика ги поздравам Морце Николов, едно од најстарото аматерско друштво во нашата земја и повеќе од 75 години, низ кои што поминале од Цариевски, од Виолета Томовска, значи наши многу Васкелием, значи естрадни мислам пејачи, многу и ден денеска од тие ансамбли потоа одат во танец, играат професионално. И навистина ми е честете што сум имала таква можност да речеме да и за себе лично, ама и во смисол како амбасадор на наша земја да ја пренесувам и традиција и култура со игра и песна. И убавињу да го. Да. И убавињу да го покажеш. Да, и убавињу. Како не? Кажи ми, каде идејата за манекенство? Добро, можеби за манекенство, ете, те влечела сцената, но кој те пријави за мис? Самата се пријави? Не. Ете, бев на турнео во Франција или во не знам каде бев, се не ми текна точно. Моите ми пријавија, мајка ми ме пратиле слика, додуша тогаш и баш другарка една која што беше многу добра од играурна, не беше на таа турнеја со нас и тогаш немавме мобилни на фиксен телефон, на оператор се јавуваш и јас со картичка и се јавив да ја слушнам и да кажам како си е, добро си поминуваме, што има во Скопје, вика љута сум ти, кај отидовте се на турнеја, ја не сум на турнеја, она нешто беше спречена. Хај уште не кажаш, вика дека си се пријавила за мис. Бе, кој мис, викам девојче, јас не сум у Македонија, како да се пријавам, бидејќи турнеите траја тогаш порано во тие некои времиња, сега не знам, траја по месец дена ќе отидеме на турнеја. Да, така е. Да, баш долго траја. И можда сваки други ден имате настап. Кај да знам, викам, бе како, вика, код кај да знаеш, вика, вестник си излезна, вика, твоја слика стои. А вика, ти не знаеш, викам, појма немам. А кажи ми, манекенките поради витка става и тие работи обично се вегетаријанки, вегани, користиш, како стоиш со месо, стира, немаш проблем. Да, не, јас не сум од тие. Генетика е веројатно. А ти колки према животиња, што мислиш, какав став имаш? Чуваш ли некој животно дома? Чувам ја куче дома. Куч? Да.
Ја би чуваја да ти кажу и прасе. Ама жена не ми дава. А што, ако чуваш прасе, ќе ти даде ли жена ти? Што се са насажува ти? Глеј, едно видео имамо, Вера, да погледнемо. Ја мислиш дека те страда гледаш такви работи. Можеш ли да гледаш животиња кога тој ги спрема за гозбу или не можеш? Ох, нема, не се секирај да биде. Нема да Па биде, брат ми види е се. ветеринар, он веројатно може да гледа. Јао, сиро. Види како го спрема. Гледай го Кој сирото. кога спрема не се знае. Сирото е, ама не прасе, него тој што сака Него да кој го што тепа. сакаше да го тепа. За сите што се Како вегетаријанци и га вегани. карма го стигна. Мала освета, да, мала Видиш освета и сега од се Индију иде одма тој. Кармата го стигна, Да, па од Индију тој е оној кој научен. требаше да го стигне. Да, единствено што сакам ете од некако со баба ми се навикнавме на очи што постам да речеме за празник. Сега може да ги постави не великденски, за Петровден, за Богородица, така да ете тоа да речеме можеби некој тогаш детокс или Ама добро, модерно тој не сега, значи како дека го си викаат, веган или детокс. вегетаријанец. Ја би бил Али веган. не сум. Ја би бил веган, ама прасешко кило поскупо. Не, поевтино од авокадо кило. Авокадо многу скупо. Па пача, чварки, тоа сланина. не, тоа не, тоа. А чварке може. Ја најше сакам кога ќе седне на софру да си го има прасе и нормално јабука во уста. А ако сака некој од вегани, изволте, нека иде јабука. Некоја буткица. Да, Има и буткица. Кажи ми, тој избор за мис, победата тука, по представувањето во Индија на најдобар можен начин би рекол, што представуваше за твојата кариера? Да вистина помогна подоцна во манекенството? Па не, јас бев активна како манекен и модел и пред да бидам мис. Снимав реклами за алкалоид и за странски пазар уште со своји 12-13 години. Едноставно бев висока и за јад, тогаш мат, кога почна. И за латино парфемите од алкалоид, па за пазарот во Русија, од чаевите снимав, уште како девојче. Па логично било мајка ти што те пријавила за мис, видиш, ти си била прилурена. Па добро, да, интересно е во однос на тие некои поими кои што се користат, ете, модел, манекен, мис, е тоа што мис може да биде и модел и манекен, ама модел и манекен не може да биде мис. Да, различно. Има тука малку таа терминологија. Дали беше нешто значајно за кариерата после или не? Си продолжи едноставно така, тоа е тоа, имаше веќе ангажмани. Да, иначе сум дипломиран цариник. Царина експедиција имам завршено, меѓутоа униформа немам носено, освен нели ако не бара некој ангажман. Карма. Некако се со медиуми, се со сцена, очигледно дека така ме влече патот, да кажем, Имаш животот. носено национална униформа, рече преска. Пред Па да, имам, да, носија или да, носијата. тоа нешто, да. Возиш ли? Да. Возиш? возим. А паркираш ли? И паркирам. Паркираш. Сега, скоро бев на таа една кампања која што месец нели март е месец на жените, па повеќе најразлични кампањи се прават колку жените знаат или не знаат да возат и некои случаи кои што ги доживуваат нели во собраќајот и да подигнуваме заеднички свести така со Автомотосојузот, така да беше интересно. Меѓутоа возам од буквално земав часови од своји 17 години, кога ќе наполнам точно 18 да полагам се и од тогаш, да. Па добро, во фамилија имам доста тркачи, така да семејството Малинковски ми се баш доста блиски и од брату, чичко, тетка, внуци, сите се тркаат, кои со коли, генски, кои со генски, нешто така. Штом Така да не паркираш? бива за Генски за начетите тркала. се Штом снаоѓаме паркираш? со возење. Да ми кажеш овој паркинг за мажи ли или за жени? Тоа мислиш? На Како црта ја на Мислиш, че има жена. на црта на жена дека е за мужи, обично мужи иде по жене. Така или Што не? да го згази жена? Ја гледам на легната Зашто да го згази? Зашто? Или да ги прилече Демек, жена. ова е сега оставе малку поширок паркинг Да за може да жена, осеќа дека не промоција. знае да се паркира, па да... Да. Ми мужи би кажале дека голема паркинга, жени би кажале не бе, мал е. Добро, жена ми каже, але мало е, да. Добро, Вера, тука интересно. ќе направиме мала пауза. Може?
Па се враќаме за брзо време некои други содржини. Со нас вечерва првата мис на Македонија, Вера Мештеровиќ. Останете со нас. Превртајка. Синоним за сврти, заврти, преврти. Превртајка е уствари справа за превртување. Постои пловни објект без собствен погон за превоз и истовар на камења, кој се вика превртајка. И не е само тој. Има мала чашка за ракију, која брзо се превртуе од пуно у празно и се вика превртајка. Куде го измислио такву? Четка за прање авта, превртајка. Тракторска превртајка, превртајка за хула-хоп чарапе, дечја играчка превртајка. Текнуе ли? Човек превртајка. И овој куде га измислио? Тој човек превртајка га менја положај кад спие или ти превртја се цел ноќ од едну на другу страну на кревет, ама тој не е ништо. Он се превртја и дъње и тоа од едну страну, час црвена, час плава превртајка. Разбирам кад дуне ветар па ги преврти саксија на терасу, ама човеката кој да га дуне и да га преврти. Батле Стојко, бре, дај не ме нервира, неќе ишта збору на тие теме. Јас сам глава у моју куќу и како кажу ја тако ќе биде и тачка. По 100 пут сам ти ga тој кажа. Добро бе, ти си глава у твоју куќу, ама твоја жена е шија у тој куќу, а глава се врти онама куде што шија сака да се заврти. Ја, например, од саба лека ќе стану, прочитам си га хороскоп на мој женичку, да виду какав ке ми е ден. Подруго е. Па подруго е, слажем се, подруго е кад си папучар. Ајде бре, бегај тамо. Ја ќе читам хороскоп за да виду какав ми е ден. Не знам ја како треба да биде у моју куќу, па ќе читам тој хороскоп. Беш тамо, маре ако му се свиѓа, ако не кажа есаву, одма може да си иде кој мајко. Куде мајко? Па мајка му е умрана, бе у гробиште. Па тој ти викам да... Добро, тој по твое. А ако не биде по твое, што ќе направиш? Што ќе направи? То првли бре ќе прави, па јас сум ти тој направија планови одамна бре. Он правија планови, Боже, државу ке правиш или ке растураш. Тој кад се прави, прво се штрајкуе бе, Ставре. Знаеш дека и ти имаш малце нешто у тој црпку. Од која знаеш бе? Знаеш и дека баш ми е у план штрајк. Да. И куде ти тој ке штрајкуеш? Пред институцију како? Куде? Пред која институцију ке штрајкуеш бе, несреќо една? Па пред главна институцију бре, што е крива за све, пред матично. Или, сак ми текнуе добро што се зборимо. Море има да иду пред оној, куде што се венча, сала за венчавање. Туј ке штрајку има бре да развега еден транспарент. На njega ќе напишу еден слоган, па ќе мафтам и ќе викам. Ке напишеа транспарент и ке мафта. Што ке пишуе на тој транспарент што ке мафта с njega? Што ке пишуе? Ке пишуе мужи горе, жене доле, доста е. Кратко и јасно. Ама тој може да ga сватим како сексизам или негативно настроение према жену. Добро, тој ке напишеш, а што ке викаш? Ке викам и тој на цел глас. Ова кој ке викам? Држте ги жене! Држте ги жене! Држте ги жене! Па тој не е лошо. Жени уствари, они сака ми да ги држимо. Не бре, ти па одма држ не пуштај, не такој него држте ги, тој како држте ga лопова, значи држте ga лопова, држте ги жене, држте ги жене, младост ми го украде, бре. Ставре, ја мислу, ти си измешаја апчиња од сабел. 100%. Могуќе, бе се Стојко, не викам не, али за разлику од тебе ја барем не пију никад виагру.
Се враќаме назад со нашата гостинка, Вера Мештеровиќ. Вера, практикуваш ли висока мода или обични парчиња од кои што комбинираш на свој начин? Па комбинирам, да речеме, приватно на некој свој начин, и малку по-спортски, по тој модерно кажано смарт или casual, во однос на професијата и она што е утринска програма Здрава Македонија на Канал 5 телевизија. Имам, долгогодишни соработници кои што ме следат и ми помагаат да изгледам скоцкано и средено, онака како што доликува и што треба, нели, за една мис. Да. А и Ти си го носиш тоа цел живот, не може поинаку. Да, нема бегање, Па нема нема. бегање. И на некој начин и со, нели, со убав изглед, со убава енергија да се разбудат гледачки, ќе погледат телевизорот да видат, нели, убава дама која што ќе им каже нешто убаво, ќе ги сподели утринско кафе, ќе си се напијат заедно со мене и така убаво ќе ни започне денот. Елена, Лука, Линеа се тука секогаш со мене, кои што Bodyline, кои што ме облекуваат, а секој ме се облекува, тоа е друго прашање. Нема да те прашам. Нема да те прашам, да. Често прашуваат тоа. Често Сакаат да прашуваат. знаат, нека остане енигма. Да, се- но тука ми се Лоренс козметичко студио. А приватно? Па, како што кажа, во однос на сето на, нели, со моите соработници, за мојата коса исто така се грижат Тим Хербар, Диме и Ивона, и приватно тука секако дека некако не останува таа конекција и соработуваме, меѓутоа приватно сум повеќе по спортски обличена и Да, не тоа те носам прашав, шминка, да. Шминка Не баш. не. Така лабело ќе се ставам и тоа ми е некако доволно. Така е. Кажи ми, имаш изјавено дека со манекенство може да се занимаваш на било која возраст, дека Да, имам секоја такви си има секој своја таргет група. Така е. Може и на 40 и на 20, не е Да. нужно да бидеш млад или млада за да можеш да бидеш манекенка. Па мислам дека тој го гледаме во однос на светот, во однос на се што се случува. Можеме да видиме Хайди Клум колку веќе години, Дженифер Лопез Да, или да, Иман, најпозната на манекенка, уште и Клаудија Шифер, која што тек допрва и нели и они повторно се враќаат на сцената. Да, И се да. Некако младиве не се толку популарни како нив. Тие се враќаат и повторно веднаш се зборува за И нив. повторно да се враќа и се зборува веднаш. Да не се ангажирани повторно од најголемите куки. Има тој некој фактор X веројатно кој што се носи. И навистина мислам дека така и секој си има свое место, своја публика. Јас не ни сакам да изгледам како 20 годишна девојка. Сега сум родител, мајка, имам созреана убавина, нешто малку дополнително и плюс, но би сакала и тоа всушност и се трудам да за своите години тоа што сум изгледам најдобро што можам и го дадам, нели, најдоброто. Тогаш не ме чуди што би сакала ако се снима филм за тебе да те глуми Моника Белучи. Слични размислувања имате. Па И често таа пати старе е некако природно, Да, често старе, пати. созрева да кажам. Да, Тешко да каже за неа дека и сите тие старе. некои големи имиња некако така убаво созреваат и стареат. Не може да не кажеме тоа е природен процес, нели? Дали таа Моника Белучи, дали Софија Лорен, дали сите од другиве кои што се актуелни, Кетри Зета-Џонс, Елизабет Тейлор, сите тие имаат таа некоја убава, нели, убаво старење или созревање. Созревање, не Убаво старење. созревање. Да. И многу пати често се знаат, особено кога имам така некој црн фустан кога носам или така нешто слично, ме поистоветуваат со Моника Белучи, што навистина мене ми е честа. Импонуе, импонуе. И убаво е кога ќе ве споредуваат со убави жени, нели? Нормално. Добро, нас ако не споредува со убави жени, не ни е баш пријатно. Да, меѓутоа не, јас си сакам убави жени и без разлика, меѓутоа во однос на изборот кога бев, тогаш научив всушност она суштинското во однос на убавината, дека натрешната убавина исто така треба да се негува и оттаму произлегува и надворешната убавина. Имаше од мисици од 98 земји и имаше најразлична убавина. За некоја земја имаше и
за наш некој стандард европски, попунечки, позаоблени, вака или онака, меѓутоа за тие луѓе таа била најубава. И тогаш всушност сватив дека тоа е како храната, за вкусови нема што да се дискутира во однос на Има манекенки убавина. плюс сайз, да, што има некој веќе. сака. А што мислиш за манекенке плюс сайз? Па ја кажа што Последно време се се по-актуелни и по... Секој што го исполнува одредена работа и мислам дека е одлично. Имаше толку многу лоши случувања во однос на девојчиња млади кои што се изгладнува, кои што Анорексични дури. анорексични, кои со психички проблеми станува во однос за да ги исполнат тие некои критериуми Едно кои што време могат сцената да ги диктираше диктират. така. Скоро сите беа премногу слаби. Да, премногу. И јас никогаш не сум била премногу слаба и не ни сакам да бидам премногу слаба. Не ми е Јас природно мислам некако. дека а и секој пат биле еве. Сите од овие имиња кои што ги наведовме, ни една не е анорексична. Не биле никогаш премногу слаби. Да, а и сметам дека жената треба да има облини, затоа си е жена. Па нормално, така и треба да биде И Драган има облине. Можда не сум, ја имам и Жена си е жена, со съблине, да. А муж си е муж со субави црта на лице. Бе. Ама са ти лошо распоредени. Па сега не може се да биде на свое место, морам малце да има. Може по ова да заклучам дека не си поворотник на драстични естетски интервенции? И да, и ова прашање е многу чисто. Значи, немам ништо против во се што носи современото време. И сметам, како што кажав, секој оној кој што се чувствува убаво и сака нешто да направи, да проба, дека треба да го направи, особено денеска барем е се достапно. И ако смета дека тоа би му го подобрило квалитетот на животот, ќе му донесе повеќе среќа во, не знам, работа, љубов и така натаму, а зошто да некога веќе ги има алатките? Како се чувствува убаво со тие дупли? Да, не знам, тоа навистина треба, не сум, јас сум, што и да се користи, некако да се задржи да речеме, да не се луѓето изобличуваат на некој начин, да ги користат алатките, но Не изгледа природно, пак ќе кажам, исто како изгледа. за анорексичните што не изгледа природно. Едноставно се забележуваше на нив дека се како изгладне. Да. Ајде да видиме некои твои фотографии, како треба да изгледа една права манекенка без интервенции. ова сум тука како некоја мала беба. И тука ми се чини позираш, не? Интересна фотографија. Сега инсистира да не гледаш во објективот, туку на страна. Не, тука на страна. Онака уметнички. А тогаш се приметувала дека ќе бидам на сцената. Колку е, ни годинка немаш? Па немам, да, тука сум баш Домче? малечка. Ова сум во приколица. Да, тогаш се имаше приколици и моите татко ми е вечити кампер. За Сака одмор многу, оние приколки, за така? одмор приколки. Тука сме негде на некој веројатно на некој одмор со моите во приколица, мајка ми има сликано. И јас сете така нешто грицкам, ова нешто сум земала. Тогаш немаше овие мобилни со апарат па уметнички фотографии. Меѓутоа од мала бев, да речеме, покажував така некој. Сакаше да се фотографира. Сакам да Интерес се за позирање. преоблекувам штикли, да играм по цел ден, да се дотерувам од сабајле до навечер. Затоа сам ја медиум коки. Јас сам носија комлесок штикле, но на мајка ми ги имаше штикле, не ме гледај така, па ти не си носија на мајка. Јасно. Па не сам ти му тепаше владанка ако му ги зему Па што штикли си и му ги носија на татка ти ципер? Па зашто? Па Па тоа појде беше на татка. интересно, бе земеш штикле, клак, 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 тој и тие такви ги носе. Ај друга слика, ај, ништо да разбираш. Еве оваа фотографија од Индија. Ова е? Да, ова е тебе е? фотографија до мене, мис на Тајланд или од тие некои екзотични земји сега, точно не знам. И тука сме во се не знам дали Бангалор или Нью Делхи, во Шератон хотелите престојувавме, каде што имаме некоја активност, па ете седиме. Меѓутоа и ова е една фотографија која што ја пропатува светот. На доста, Ова? да. Ја Како да, пропатува многу си ми познато, дека Многу како сум да позната, сам наликувам на себе си. У сан да сам. Такој, како кроз сан се сеќам на тој време кад беше мис. Ајде идемо следеќе, имамо још едно. Ова е тука, тие години? Не, ова е веќе тука, тука веќе ги имам и Јована и Андре, едно интервју, мислам дека после второто поредување. Каде се овие кишобранчиња, у Скопје? Ова кишобранчиња се во Дебар Мало.
Тоа време имало. Тоа веројатно, сега време, не. да. И сега тој кафиче не постои, тука е некој друг локал, меѓутоа е во Дебармало за некој интервју. Ова не знам од кај сте извадила во фотографија. Пријатели бараме, архиви. Овој кафич не постои, ама постои еден друг На во стара истото скопска чаршија. Да. Неќеш да се пофалиш, бе. Мора од други све да дознавам. Кажи ни нешто за барот, каде е стара скопска чаршија? Да, стара скопска чаршија, Од каде Вера Пржи и бар. бар? Не знам, така многу спонтано ете со брат ми. Идеш у кафиќе и викаш бар да е Вера Да, таму. И еве, Вера отвара бар Вера да е таму. Да, па ете го сакам некако здравиот начин на живот и луѓето кои што ме тренираат, ако вика, ако пиеш алкохол, само джин, пошто тој имало 0 шеќери. 0 шекери, а шекерот бил штетен, алкохолот не. Да, тоа е страшна работа. Мислам, да, компарација идеална и страшна и така. Меѓутоа беше ете интересен начин да пробаме нешто и стварно локалот ни е на руфтоп, убав поглед, има доста движење, чаршијата не ми е страна, бидејќи како игрор на фолклорното друштво беше сместено тука по чаршија, така да доста време поминував и една, може така да кажам, некоја носталгија која што ме влече по чаршијата и сите луѓе кои што ќе ми дојдат на гости секако дека одиме. Ама едно интересно ново искуство, јас сакам предизвици, не се плашам од некои нови предизвици да пробам нешто ново. Така да, еве, сега овие неколку месеци сме таму, па ќе видиме како ќе ни оди. Се надевам дека ќе ни биде добро, Значи, еве тази отворен бар, поканувам да така? дојдете. Ќе ти дојдеме Тазе на джин. отворен бар. Тазе отворен бар. Да, да. Ќе идемо на джин. Идеме на джин. Мене ми личи джин. Джин. Кажи како светло оние што се на сензори од мене не се пали. Па кодека не Мораше може да чекам Вера да дојде да се запали на сензор да Па не пали. може да закачи сензор што ќе се запали. Па може некоја сијаличка да смета. Разборе, Кумановски одма на почеток на емисија супер. Ја на сви гости од Скопје кога ќе дојдам давам ги поболку да читам, ама имам вербу дека може Вера овој Да, подкаст на Кумановски ајде. да ни го прочита. Ова е за нас мужи да ни кажеш што помислите ви жене кога не чуете нас мужи дека такој збори? Мај прочита. Ја, ми мужи сакамо и ракију и жене. Ама па има мала разлика. Ракија е добра каде стара и домаќа, а жена е добра каде млада и туѓа. Ленче Кумановски. Баш Ленче Кумановски, Кога да. имamo гости, кога игра у Ленче Кумановски, така пуна збори во онај бегалка, знаеш се чула за поречената пиеса да, и кога доаѓаат да, артисти од Скопје и гостуваат и сега на Да. Кумановски, така нешто слично ми делува Така на нешто. твоето читање. И па ете, може нешто ги заглум од Да, кај, ама знаеш. ти не знаеш, никад не се знае. И ја реков дека да си ни тука 10 дена во Куманово акцентот Да, ќе го ода странски изоштрам. јазици очигледно. Да, ми ода, да. Да. Да, ми ода, да. Добро, супер. Кажи ми само што ја не задирам многу во интимата, само едно прашање. Дали веруваш се уште во институцијата брак и дали би се омажила уште еднаш? Скоро имав такво едно Имаше? интервју кое што го пишав и реков дека неизбежно е во однос на нашето општество да не веруваш во институција на брак, особено. Што не ти беше јасно прв пат? Ама јас се водам по таа парола, не дека си посакувам, туку не вели никогаш, пошто баш напротив може да ти се случи, пошто јас не сакам да ми се случи, не велам. Тоа што ќе кажеш не. Кој нас се вика не збори пред руку. Да, не збори пред друг. Не збори пред друг. Ќе најдеш некој што бил Секако дека неженет, треба. што е неженет и ќе запне, мора Драгане, свадба. знаеш ли и ти Не, што треба мудар? да постои. Верувам во институцијата на брак, иако да речеме позади себе имам еден пропаднат брак, мислам треба да постои тука си деца и се и убаво е, има многу примери и вака и така и секој кој што стапува во брак стапува со најдобра нели намера дека Јасно. тоа ќе трае така натаму, сега некои спеваат, некои не и тоа не е страшно, се е за луѓи како Све е за луѓе. Све е за луѓе. Ја затоа не ни викам пропаднат брак. Зошто пропаднат брак? Додека траело било добро. Е, така. Во еден момент веќе не е добро Да. и најдобро е пропаднат е кога остануваш во брак кој е нефункционален според мене. Па, Ако веќе мислам дека е излезеш поискрено, подобро за сите. ако не функционира. Да, кога не веќе оди, да, едноставно и сега вака и подобро функционираме во однос на деца и во однос на се, во однос на атмосфера која што најнапред пак за децата ја имаат и најважни се тие и мислам дека тоа
беше неизбежно. И Драго ми е, и јас имам еден брак зад себе. Ќе дојдам на джин да пиеме заедно, он е још малецак, не е разведен. Ти знаеш ли, Драгане, што мудар човек му вика нам Туго, ако жена? мислиш, друго ќе На кажеш своја како жена. појде. Што? Ништо, затоа што е мудар човек. Ова е добро. Зашто жена е увек управо? Жена е Ќе го uvek upravo. те, ќе И го kad те. не е И upravo, kad ona не je е uvek upravo, upravo. ona je upravo. Што не те е јасно, Драган? Како дете што Зашто го не ти е прашувале. јасно? Кога слушаш повеќе, тато или маму? Маму. Зашто маму? Па она нон-стоп збори. Кога да слушам? Па кога да слуша, слушам, нормално. да. Вера, пред крај на твоето гостување во нашата емисија сакаме да ти подариме дел од производите на нашите пријатели и спонзори. Екстрамент, беше ми верувам драго, дека имаш супер. чуено. Да Имам, пробаш да. од прочуениот кумановски суџук имаш внатре. Одлично. Многу добро, Ќе знаеш дека завршат сме познати постои по тоа. обавезно, фала Остои, ви многу. ти чуе, стои овој. А, Така да стои. Каде мене дома не стои. Изеду го, тебе можда ќе стои. Децата ќе го... Деца не Njega, постиш, ти da. постиш, што има веза. Така. Јасно Добро де, мислам. ќе наминеш пак во Куманово или ние кои ќе дојдеме во Скопје Да. ќе донесеме тазе, Да. повели од бучен козјак, верувам дека ги има фала. вкусано и овие Да, да. производи. Супер фала јогурт, има прочуено кисело млеко, а и јогуртот Има. им е одличен. Одличен, Овој пробиотски. одличен е, да. И на крај ќе ти се За најде домакинка. одали за добра Ова нема везе домакинка. дали постиш или не постиш. Ова нема везе, да, ова Не, е... овој нема везе. Можеш одма, од вечер. Од вечер да бъде. И, Тама за великденско спремање. Така е, така е. Да. Фала ви и Драган не е управо, не е тој за крај, ово е за крај. Заверено со Штембил вика ресторан Е, сега Етно шалтер село вика не Тимчевски. работи или не не смееш да работи? издаваш док не Работи. Нема да Работи. важни потврда, бе. Работи. Ресторан Етно село Тимчевски, ваучер 2000 денари, Вера Мештеровиќ. Имаш оден во едно Кај ќе село? заврши пости, Во едно село, може. тука ова близко кое што кај вас тука? Да, тука близко е до Куманово, 13 км. Да, да. Ти се допаѓа тоа? Добро е, убава Убаво, атмосфера. убаво, многу Интересно, специфично и оригинално Специфично, место. Драгане, оригинално, многу убаво, фала многу. Повели, ти ќе си го Благодарам одбереш многу. друштвото со кој ќе заминеш таму. И Децата ќе се израдуваат, они баш сакаат. супер, убава природа е таму, таман ќе прошетат малку. Да те прашам за крај за планови, што понатаму за Канал 5 не прозборевме многу, таму си на утринска, веќе 5 години. Да. Планираш да продолжиш со професијата водителство, имаш некои други планови? Па, ете, подготвуваме нешто ново, како подкасти, некои дополнителни ангажмани, кои што ги имаме надвор од телевизијата. Сега ќе видиме како ќе се развива тоа. Меѓутоа, ете, решив да бидам малку во нели угостителството, малку нели со барот, па ќе видиме на некои други ангажмани кои што јас надвор од телевизијата работам на хуманитарни проекти и така. Вклучена сум во најразлични проекти, така да верувам дека ќе си пронедам повторно некој нов предизвик со кој што сама себе ќе се предизвикам. Јас верувам дека човек додека е жив учи и така интересно ми е да си правам, да си најразлични начини да се активирам. Значи не само 8 сата радно време, него Да, Фул. не е само фул, да, Да. фул. Ама тука се пак нели и децата, фала Богу што Да. синот е 14 години, сега преокупација овие, да речеме, месеци последните, се спремаме за полуматура, каде ќе пишуваме средно училиште. А зашто не си запишете одма факултет? Што се Па, матите не. со средња школа, ја не знам. Мислим, дали би И могла така да? вие Зашто генерации не? се напредни. Да, и напредни генерации. Одма може Одма да. на факултет и готово, што се ке се? Така, да. Така да верувам дека овој период исто така ќе ми биде динамичен во Ќе биде, најразлични ќе биде. размислувања, така да. Ќе биде, супер е. ќе биде. Јас сакам Да, само- Нема застој. Нема застап. Да ти упатам порака од сите мажи во Куманово, да бидеш тука со утринска и понатаму, зашто не обожаваат да се будат со тебе. Да. И па мене ми е драго, јас си ги поздравувам стално кумановчани, има кои што не се буват во живо, ама генерално сите. Здраво Македонија и за Не, сите. па Да, тоа важи да да, си Македонија. ужу Македонија, јас знам дека свила ни Имам и надвор од Македонија што не следа, што стварно ми е, ете. И чести и задоволство е. Ама ми ќе бидеме љубоморни. А ти Да. надвор од Македонија, ама ми си со тебе да се будим. Да. Они нек се будим со тие други до кои спием. Добро, ама сега вечерва ќе заспиат со мене. Да, има. Да, може. Ама уште малку пред тоа имаме содржинки, уште 10 Така. минути, ти благодарам што беше наша. Да, ви благодарам ете што ме поканевте. Ќе поздравувам вашите гледачи, верувам дека уживаа оваа вечер со нас и дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Драго ми е уште еднаш, драго ми е и што сме со вас. Бидете со нас уште кратко.
Овај тура е од мене, да знаеш. Ајде, живи. Тебе, што такое? На кем съм много, дедо съм виднаја. Имам унучиња, 2, близначиња. Што збориш, бе? Ау! Са среќу нека, ајде. Близначиње, машала. А какви су? Еднојајчани или двојајчани? Едното е двојајчено, другото е девојче. Ајде, ајде, живи. Ајде бе, не туку само да се жалиме дека немаме. Дај да видиме како тоа да научиме да имаме. Ајде, не е тоа тешко, чиста економија, нема филозофија. Чиста економија и тоа за практична добивка. Например, вака, Зоки, ти имаш 100 денари. Татко ти дава уште 100 денари. Колку тоа ќе имаш, вели, Зоки, 100 денари ќе имам учителки понатам. Зоки, бе, па ти не знаеш математика. Не, учителке, вие не го знаете татко ми. Не беше добар пример. Ајде да пробаме со друг пример. Вака, да видиме дали можете вие да сметате, еве вие, не Зоки. Например, некој човек има 4000 евра. На страна, да ме заштедил од плата е. Добива една порака SMS од другарбу за заем од 1000 евра. Добива и втора порака, сега од братучет му за заем од 600 евра. И добива и трета SMS порака од жена му да купи бунда и ташна цирка 1200 евра. Колку евра му останале, а? Ајде, сметајте, а? Па му останале 4000 евра и 3 непрочитани пораки, бе. Ако ова не успеевте да го пресметате, сепак можете да сметате на нас. Ама дури следниот викенд, заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, вкусните специјалитети од Екстра Мејн, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До следниот викенд не сметајте на нас, сметајте на други. Чао! Ама тој може да го сватим како сексвиз. Сексизам. А? Аха. Онај вечер не е. Него е синој е па завајле после. Зоки вели, како ти имаш? Ако бе, не како бе. Ако не биде по моје луко, бре, што? Ке зему? Па не знам што ќе направо, да ти кажу право, пошто не се сеќам на текст. Али ова кој би го намаваја одма. Па ќе му останат 4000 евра и 3 непочитани пораки.